Добар ден, почитувани представници на медиумите, почитувани присутни. На почетокот да ви се представам, јас сум Душица Стренева, студент од втора година на студиската програма Новинарство и односи со јавноста на Правниот факултет при Универзитетот Гоце Делчев од Штип. Пред се да ви заблагодариме на вашето присуство на денешната пресконференција, која е од исклучително и големо значење за нас. Имено станува збор за прва пресконференција самостојна на студентите по новинарство и односи со јавноста, што представува дел од практичната работа по стручните предмети и предметите од областа на односите со јавноста. Од оваа практична работа всушност произлезе и проектот Студентите истражуваат за студентите, во рамки на кој под менторство на доцент доктор Сузана Џамтовска-Здравковска спроведуваме истражувања меѓу студентите со цел да го слушнеме нивниот став за теми и области од општествениот живот, но претежно поврзани за новинарството, медиумите, комуникациите и односите со јавноста. Конкретниот повод и за оваа пресконференција денес е тоа што сакаме да ги спроведеме со вас резултатите од истражувањата меѓу студентите на Универзитетот Гоце Делчев од Штип на тема младите и медиумите. Истражувањето се реализираше во септември оваа година, кога беше спроведена анкетата помеѓу студентите на Универзитетот Гоце Делчев. Беа офатени 280 студенти, од кои 160, односно 57% од женски пол и 120 или 43% од машки пол, инаку студентите беа на возраст од 19 до 22 години. Анкетата се состоеше од 20 прашања од областа на електронските и печатените медиуми. Навистина имаме интересни одговорни кои што даваат интересна перцепција за медиумите од страна на младите. Тука ќе му дадам збор на колегата Христијан да започне со презентирањето на резултатите од истражувањето. Благодарам. Почитувани присутни, добар ден и од мене. Најпрвен сакам да ви се заблагодарам за тоа што на нашата покана одговоривте со вашето присуство. Задоволство ми е да ви ги презентирам резултатите кои што ги добивме од анкетата, која всушност се состои од два дела. Едниот дел е посветен на печатените медиуми, додека другиот дел е посветен на електронските медиуми. Целта на анкетата е да се направи увид на состојбата кај младите, односно во однос на тоа колку се популарни дневните вестници наспроти информативните вести кои што одат на телевизија. Во самата анкета студентите, односно младите, има можност да го дадат своето мислење за тоа кој им е омилен новинар, која телевизија им е омилена, што најмногу им се допаѓа и што најмногу им пречи. На првото прашање, кое што гласи дали читате дневни вестници, 150 од студентите одговориле позитивно, односно да. Не одговориле 94 студенти, односно изразено во проценти 33,5, а имаме и таков одговор кој што студентите, односно 36 студенти не одговориле дека ретко или пак понекогаш читаат дневни вестници. Од ова слободно можеме да заклучиме дека најголемиот дел од студентите читаат дневни вестници. Второто прашање гласи доколку одговорот е да, дали сметаат дека во вестниците има доволно едукативни содржини за младите. Нема доволно едукативни содржини, одговориле 134 студенти, односно изразено во проценти 48, има, но не доволно, одговориле 82 студенти и има доволно едукативни содржини за младите, одговориле 23% од испитаниците. Можеме да заклучиме дека студентите сметаат дека нема доволно едукативни содржини за младите во вестниците. Политиката е презастапена, а содржините за младите се занемаруваат. Кој е омилениот дневен вестник помеѓу студентите? 122 студенти одговориле дека омилен вестник е дневниот вестник Вест. На второто место се наоѓа дневниот вестник Дневник со 34 студенти, односно 12%. За Нова Македонија се определиле 3%. А има и такви кои што немаат омилен дневен вестник, односно нивниот број изнесува 98 студенти. Слободно можеме да кажеме дека омилен дневен вестник на помеѓу студентите е дневниот вестник Вест и Дневник. Кои рубрики, односно содржини од вестниците редовно ги следат? Култура и политика следат 100 испитаници, односно 36%. За рубриката занимливости и забавни содржини се определиле 80 испитаници, односно 28%. Спорт ги интересира 30 студенти или пак изразено во проценти 10.
Здравје, мода, убавина и храна следат 7% од испитаниците, наука и технологија следат 6%, економија следат 4% и црна хроника следат 2% од самите испитаници. Во дневните весници најмногу ги следат рубриките поврзани со културата и политиката, занимливости и забава, а најмалку содржините од областта на науката и технологијата, економијата и црната хроника. Дали има одредени содржини во весниците кои им пречат? Има, одговориле 235 студенти, односно 84%, а затоа ја издвоиле политиката. Има и такви кои што велат дека нема содржини во весниците кои им пречат, а нивниот број е 45. Како што кажавме претходно, најмногу им пречи содржини поврзани со политиката. Дали повеќе сакаат да се информираат преку дневните весници или преку информативните вести на телевизија? 220 испитаници одговориле дека најмногу сакаат да се информираат преку информативните вести на телевизија, односно изразено во проценти 78. Преку дневните вестници сакаат да се информираат 40 испитаници, односно 14%, а има и такви кои што подеднакво сакаат да се информираат и преку двата медиума, односно и преку информативните вести и преку дневните вестници, а нивниот процент изнесува 8. Повеќе сакаат да се информираат преку информативните вести на телевизија отколку дневните вестници. Колку често ги следат вестите на телевизија? Редовно вестите на телевизија ги следат 120 од испитаниците, ретко следат вести на телевизија 90 студенти, односно 32%, често следат 60 студенти, а има и такви кои што не гледат вести, а нивниот број изнесува многу минимално, односно 3%. На кои новинари повеќе им веруваат? На новинарите во електронските медиуми им веруваат 170 испитаници, или пак изразено во проценти 60, на новинарите во печатените медиуми довербата ја даваат 60 студенти. Има такви кои што им веруваат подеднакво и на новинарите во печатените медиуми и на новинарите во електронските медиуми, а тоа е 14%. Има и такви кои што не веруваат никому, а тој процент изнесува 4%. На причината зошто повеќе им веруваат на електронските медиуми, тие се изјасниле затоа што поверодостојно и поопширно ги прикажуваат настаните. Исто така, дел од студентите наведуваат дека медиумот во електронска форма има можност на исправка на она што е напишано и прикажано во текот на денот и тоа да го сторат во следните информативни вести. Оние пак кои што повеќе им веруваат на новинарите во печатените медиуми, сметаат дека новинарите во печатените медиуми имаат поголема слобода на изразување, помалку се партизирани и го објавуваат она што е најдобро. Овде некаде завршуваме со делот од печатените медиуми. Сега му давам збор на мојот колега Иван да продолжи со другиот дел. Благодарам, Кристијан. На 11-тото прашање од нашата спроведена анкета гласаше на која телевизија редовно гледате вести. Со 50% од испитаните студенти, поточно 140 студенти одговорија дека на телевизија Сител редовно ги следат вестите, 100 студенти редовно следат вести на Канал 5, 5% од вкупно анкетираните студенти редовно гледаат вести на македонската телевизија, следна 24 вести со 10 одговори, Телма и Алфа со по 2% од вкупно анкетираните студенти и локалната штипска телевизија Стар со 4 одговори. Значи студентите редовно следат вести на телевизија, најмногу на телевизија Сител и телевизија Канал 5. Кога ги запрашавме студентите дали им веруваат на електронските медиуми чии вести редовно ги следат, ги добивме следните одговори. 55% или 155 студенти од вкупно анкетираните имаат доверба во медиумот кој што го следат, 45 студенти делумно веруваат, а 15% не веруваат затоа што сметаат дека најголем број од медиумите се партизирани, а 39 студенти понекогаш им веруваат во зависност од темата која што се објавува во медиумот кој што го следат. На прашањето пак на кој начин младите најчесто се информираат, очекувано со најголем број одговори, односно 270 студенти или 97% од анкетираните студенти се информираат преку интернет, а 3% се информираат преку телевизиските вести. Зошто е тоа така? Затоа што поголемиот дел од денот го поминуваат на интернет и информациите и таму најбрзо се шират, затоа што повеќе ги интересира некоја трач отколку црна хроника, а неколку испитаници дадоа интересен одговор со тоа што дадоа одговор дека информациите и вести ги следат на интерес поради тоа да не плаќаат весник.
75% или 210 студенти сметаат дека медиумите имаат големо влијание за формирање на нивното мислење, за настаните и случувањата во земјата, а 25%, односно 70 студенти сметаат дека медиумите немаат големо влијание во формирањето на нивното мислење. На прашањето дали сметате дека локалните телевизиски станици доволно информираат за случувањата во вашата средина, 144 студенти, односно 51% од вкупно анкетираните одговорија со да. 106 студенти не сметаат дека локалните телевизии не информираат доволно за случувањата во нивната средина. 16 студенти делумно веруваат во локалните телевизии и има 14 студенти кои што не следат локални телевизии. Овде ова презентација ќе ја продолжи нашата колешка Душица. Така е, благодарам Иван, од тоа што зашто следново имаат потреба студентите повеќе да бидат информирани, 116 студенти одговараат дека сакаат да бидат информирани за новости и настани од светот. За новости и настани од целата држава 40% од анкетираните студенти гласаат, за новости и настани од нивната средина 10% и за сите овие понудени одговори има 9% од студентите. Најмногу студентите од следниве содржини ги интересира и што најмногу следат на телевизија. Имаше понудено повеќе можни одговори. За забава се заинтересирани 156 студенти. Рубриката Свет ја следат 116 студенти. 18% и 17% сакаат да следат спорт и култура, и политиката и економијата се на последно место. Дали се согласувате со тврдењето дека мора да се гледаат барем едни информативни вести на телевизија во текот на денот или барем да се прочита еден вестник за да се биде во текст со случувањата во земјата и во светот? Студентите сметаат дека треба, односно 190 студенти гласаат со да, а 90 студенти гласаат со не, затоа што велат дека и преку интернет може да се биде со тек со случувањата. Ова е 19-тото прашање најинтересно за нас во нашата анкета, а тоа е кој им е омилен новинар на студентите и која е причината, односно што им се најмногу допаѓа кај истиот или кај новинарката. Добиени се вкупно 306 гласа, бидејќи некои студенти има одговор дека имаат повеќе омилени новинари. На листата на омилени новинари на останатите студенти со приближно на ист број на гласови се наоѓа следниве новинари. Снежана Лупевска ја гласаат поради нејзината емисија Код и нејзината оригиналност. Жарко Димитровски поради емисијата 1 на 1. Тука се наоѓа на оваа анкета и Драган Павлович Шалатас, бидејќи има специфична боја на гласот, поинаков стил на водење и изразување, давањето своји мислења и коментари. Татјана Стојановска ја гласаат студентите од телевизија Канал 5 поради нејзиниот изглед и начин на говорење. Ана Јовковска, водителката на емисијата Пулс, поради нејзината уникатност. Славе Царсова и Валентин Николовски од телевизија Сител, затоа што добро ја вршат својата работа, а кај Валентин Николовски студентите посебно го издвојуваат како позитивна работа тоа што не ги искажува своите политички ставови. Поради излезот на лицето, начинот на обликување и слично ја гласаат исто така Ивона Талевска. Оливера Трајковска, затоа што отвора прашање што другите ги избегнуваат. Александар Чумовски поради неговото искуство, Герман Филков ги воодушевува со познавањето на економската состојба како во државата, така и надвор од неа. Имаше гласови за Јанко Илковски поради емисијата Јади Бурек, Мирка Велиновска и Васко Ефтов поради нивната смелост да го искажат својот став кон темите и слично. Интересно за ова прашање беше дека 160 студенти се изјаснија дека немаат свој омилен новинар. Почитувани, ова беше презентација од резултатите од нашето истражување, а сумираните заклучоци од истражувањето ќе ги представи мојот колега Иван. Иван, повели. Благодарам. Согласно направената анкета меѓу студентите, дојдовме до следните заклучоци. Најголем дел од студентите читаат дневни весници, сметаат дека нема доволно едукативни содржини во весниците. Посочуваат дека политиката е презастапена, а содржините за младите се занемаруваат. Омилен дневен весник на студентите им е дневниот весник Вест. Во дневните весници најмногу ги следат рубриките поврзани со култура и политика, занимливости и забава, а најмалку содржината од областа на науката, технологијата, економијата и црната хроника.
Најмногу им пречат содржините поврзани со политика. Студентите од содржините на телевизија најмногу следат забава, свет, спорт и култура. Повеќе сакаат да се информираат преку информативните вести на телевизија, отколку преку дневните вестници, но како најзастапена форма за информирање се јавува интернетот. Студентите повеќе им веруваат на новинарите во електронските медиуми. Редовно следат вести на телевизија, најмногу на телевизија Сител и телевизија Канал 5. Сметаат дека медиумите имаат големо влијание врз формирање на нивните ставови и мислење во однос на општествените случувања. Исто така, студентите имаат потреба од повеќе информации за случувањата во државата и светот. Сметаат дека локалните телевизиски станици доволно информираат за случувањата во нивната средина. И најголем дел од студентите сметаат немаат свој омилен новинар, дел од оние студенти што издвоја омилен новинар суштост издвоја ТВ презентер, што е сосема различно. Така е. Јас на крајот би сакала да додадам дека ова не е наше прво истражување, дека претходните беа поврзани со застапеноста на културни содржини во електронските медиуми, со информираноста на граѓаните за законот за слободен пристап до информации, начинот на третирање на одредени настани во печатените медиуми и така натаму. Во ова истражување беа фатени поголем број студенти, токму од тие причини сакавме да го презентираме пред вас.